Представувајќи дел од своите приоритетни проекти, кандидатите за градоначалници на Скопје започна изборната кампања. Ветија решенија за градската нечистотија, урбаниот хаос и поправање на сликата за Скопје како запуштен и нефункционален град. Кандидатката за градоначалник на СДСМ, Каја Шукова, вети дека управувањето со отпадот ќе биде важен дел од незината изборна програма. Ние зборуваме за ново паметно решение кое што ќе значи нова опрема и ќе значи GPS комуникација со опремата во Скопје, односно да знаеме во реално време дали ни се полни контейнерите и кога треба да се празнат. Исто така во програмата предвидуваме набавка на двојно повеќе опрема, односно двојно повеќе канти и контейнери за градот Скопје, како и нова опрема, односно нови возила, бидејќи постојните се во многу лоша состојба. Со почеток на својата кампања пред сопствениот градежен проект Мостот Љубљанска, кандидатот на граѓанската платформа Независни заедно, Горан Марковски, најави решенија за сообраќајната нефункционалност на главниот град. Овој мост и мостот Асном, Михајло Апостолски на булеварот Асном, кои случајно се мои проекти, се заглавени во политичките препукувања и еве веќе неколку години стојат неупотребени, што е можеби единствен случај во светски рамки да во главен град на држава има изградено мостови, а тие не се поврзани со сообраќајниците од кој знае какви причини. Кандидатот за градоначалник на коалицијата Искуство за успех, Александар Трајановски, посочи дека градот Скопје е заробеник на политички суети. За жал денеска се наоѓаме овде за да констатираме дека овој мост, како и цело Скопје, е жртва на политика и ништо повеќе. Што се однесува до градот Скопје и проектирањето на мостот се е завршено, како и проектирањето и пробивањето на улица према улица Скупи. Останува денивелацијата на мостот, кој што е закочен исклучиво од владата и конзервацијскиот центар кој што не добива одобрение од Министерството за финансии за да може да се потврди дека на трасата нема никакви археолошки наоѓања. Жителите на Скопје пак очекуваат решенија за нечистотијата во главниот град. За голем дел од нив, ѓубрето во кое тоне Скопје представува еден од најургентните проблеми. Прљавштината. Ѓубрето ви го собираат од здравето? После на неколку дена. Многу лошо. На сите страни све е ѓубре више. Никогаш не било вака. Ова сега катастрофа сме си. Не ги не мијат, порано да ќе ги измијат, улиците ќе сметат и тие што метат не поминуваат пред ѓубрето, сето седи. Ова што ова насотило ќе. Ја живеам во Плае, не собираат контейнерите пуни. Овие прв пат гледам ваквите да се празни, инаку се препуни, не можете ни флаша да оставите, ни тегла да оставите, ништо. Јавен превоз користите ли? Користам. Па гледате најчесто одам пешки. Да биде малку почисто. Значи, она со ѓубрено е катастрофа. Катастрофа, со деноми не се чисти. Јас не знам од Скопје има ѓубрето. На секој се зачудив. Освен проблемите со ѓубрето, на граѓаните најмногу им пречи недостатокот на автобуси, како и аерозагадувањето.